Добро е, денеска сме во Фурка, Стар Дојран, Нов Дојран, посета по семејствата. Она што исто така и на Дојран му е важно, а тоа е да го вратиме животот во Македонија. Секако едно од нашите прекрасни туристички места со годините наназад го има изгубено овој тренд на развој на туризмот, на среќата кај луѓето. Самите податоци кои што ги влечеме од статистика, самите еколошки извештаи кои што ни даваат се загрижувачки за сите нас во Македонија. Јас потекнувам од овој регион, Дојран е во овие 10 општини во кои што е југоисточниот плански регион и навистина представува една значајна грижа и обврска на сите нас кои што живееме во Македонија да го вратиме животот овде во Дојран. Дојран е исто така едно од местата каде што младите се иселуваат, каде што заминуваат. Зошто? Заради тоа што не гледат иднина овде. Конечно, мораме да градиме политики кои што на вистина ќе го вратат туризмот во Дојран. Ќе инвестираме во вистинско уредување на плажите, ќе инвестираме во вистинско унапредување на туризмот овде, со комплетна понуда која што на вистина Дојран од секогаш знаел да ја даде поразлично од сите други. Дури и ова што е направено со езерото, квалитетот на водата на езерото на вистина ги поминува сите граници. Знаат рибарите, каде што членувам јас во рибарските друштва, дека ако некогаш се ваделе 500 тона риба од езерото, веќе прашање е дали се вадат 50 тона риба. Тоа само по себе е индикатор колку алармот е кренат и треба да направиме се што можеме во наша моќ за да може да го вратиме животот овде, во прекрасно туристичко место на нашата Македонија. Потекнувам од овој крај, знам дека ќе оставам сериозен белег во развојот на Дојран. Она што следува е период пред нас, каде што на вистински начин ќе ги реалоцираме парите на вистински потреби на граѓаните. Меѓу тие активности секако Дојран представува еден од најважните сегменти на идното инвестиционо активирање на новата влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.